Вистина е дека електричните возила се повеќе го освојуваат глобалниот автомобилски пазар. Само во првите 8 месеци од годинава продадени се околу 12,5 милиони батериски електрични и плаг-ин хибридни возила. Тоа е пораст од 25% споредено со минатата година, што јасно ја покажува насоката во која се движи автоиндустријата. Вистина е дека се очекува до 2025 година едно од 4 нови возила во светот да биде електрично. Вистина е дека оваа глобална транзиција не се одвива со иста брзина насекаде. Додека Европа и Кина бележат двоцифрен раст, Соединетите американски држави значително заостануваат. Во САД, само едно од 10 нови возила продадени во 2024 година било електрично, за разлика од Кина, каде повеќе од половина од продадените возила се електрични. Вистина е дека бројни фактори, како што се укинати стимулации, царини и одредени предрасуди, го успоруваат растот во Америка. Сепак, вистина е и дека бројките во Северна Америка растат, но со значително побавно темпо, само 6% пораст на продажбата на оваа година. За споредба, Европа бележи раст од 31%, Кина 25%, а остатокот од светот дури 44%. Вистина е дека дел од виновникот за слабите бројки во Северна Америка е Канада, каде што укинувањето на попустот АИЗЕФ доведе до пад на продажбата од 1/3. Вистина е дека интересот останува висок, само во август 2025 година продадени се 1,7 милиони електрични возила глобално, што представува раст од 15% споредено со истиот месец лани. Иако тоа е најмалиот месечен скок годинава. Кога станува збор за Кина, вистина е дека таа не само што е најголемиот пазар, туку и најголемиот производител на електрични возила. Вистина е дека повеќето електрични возила во Кина се локално произведени и се поевтини за купување од бензинските модели, а оперативните трошоци им се исто така пониски. Тоа ги прави се поатрактивна опција за потрошувачите. Вистина е дека кинеските компании како BYD, XPeng, NIO, Zeekr и други нудат разновидни модели, од мали градски коли до луксузни сувозила. Тие не само што се ефтини, туку и се безбедни, добиваат највисоки оценки на европските тестови за судири. На крајот, вистина е дека електричната револуција е во тек, но таа се одвива со различно темпо на различни места. Кина води, Европа брка, а Америка се уште се колеба.